Така, Марија, се наоѓаме во Преспа, каде што денеска започна еколошка кампања под мотото Преспа разбуди се за чиста животна средина. Целта е јасна, да се поттикне одговорно постапување со отпадот и да се подобрат навиките и инфраструктурата во целиот регион на Преспа. Со чистење на една од 34 диви депонии во овој крај, започна двегодишната акција во која ќе бидат вклучени ученици, граѓани и институции. Во продолжение ги гледаме изјавите. Ние влегуваме не само биоразградливиот отпад, туку комплетно во целата приказна на собирање на отпадот. Од биоразградливиот до, како што гледате, од пестициди, до пластика, тие до органскиот отпад, кој што треба да го преработиме и да го вратиме повторно назад во полињата. И секој отпад мораме да го селектираме за ние што помалце да одлагаме отпад на регионалната депонија. Ние досега сме нотирали околу 34-5 диви депонии. Предпоставувам дека ги има и повеќе на територијата, а од одлагање на отпад е буквално све. Од покукнина, градежен шут, пластика, шишиња, буквално се. Веќе втор пат е ова, на некои места и трет пат. Конкретно нова локација и трет пат чистење во 3,5 години. Секако потребно е едукација на луѓето, потребно е подигнување на свеста на непостапување на овој начин како што го гледате во позадина. Преминуваме во собирање на комунален отпад на територијата на 100% од Преспа, затоа што досега во 6 населени места не се собираше отпадот. Така да од голема помош ќе ни се тие 2 возила кои што ги добиваме од проектот ЕО за Преспа и паралелно со истото влегуваме и во фаза на селекција на пластика и хартија. Проблемот не секогаш е чистењето на дивите депонии или неможноста да се менаџираат. Ние во текот на сите 10 години од сите локални власти сме имале поддршка и сме ги чистеле депониите, меѓутоа повторното фрлање на истата депонија е проблемот. Не е проблемот само да се раскренат, проблемот е што народот си мисли дека ние сме изчистиле за тие повторно да си фрлаат и депонираат на такви места. Очекуваме да направиме подобрување на навиките на населението во Преспа кон менаџирањето првенствено со својот отпад, потоа и со отпадот кој што го создаваат со нивното делување. Во последните 5 години сме на добар пат за тоа да го постигнеме, бидејќи се повеќе има волја и кај местното население, младите генерации веќе многу подобро можат да го разберат начинот на управување со нивниот отпад, побрзо ги прифаќаат навиките, така да сметам дека е мако трпен пат, но ќе излеземе некако, се надевам, барем за идните генерации. Кампањата спроведуваат Институтот за комуникацијски студии, Екогирила Преспа и Македонско еколошко друштво со поддршка од Европската Унија. Во наредниот период ќе има низа активности за подигнување на свеста кај сите, од најмалите до најстарите. Марија, ние остануваме тука да видиме што ќе се случува на терен во текот на денот. Марија?